Дебелата снежна покривка која го покри струмичкото поле делува благопријатно на земјоделството. Експертите велат дека снегот ги штити житните култури од мрзнење. Во земјоделието може слободно да се каже дека овој снег, па и преходниот, е благопријатен, односно добро дојден. Тоа го велам од аспект што во полјоделството, кај житните култури, снежната покривка делува како и орган, да речеме, односно ги штити житните култури, пченица, јачмен, рж, што се веќе поникнати од доста ниските температури кои што претходно, па и се очекува по овој бран на снежен бран, да се јават. Значи ги штити од доста ниски температури, односно измрзнување и уништување. И за целокупното земјоделство снегот е поволен, особено за подготовка на земјиштето за наредната реколта. Во лозарството, односно овоштарството, снегот нема да влие негативно врз измрзнување на овошките, затоа што знаеме дека и овошките, па и виновата лоза издржуваат обично до минус 17, па и минус 20 степени Целзиусови, односно се зависи од должината на задржување на ледениот бран. Во однос пак на градинарството, знаеме дека рано градинарите стартуваа со своето рано градинарско производство. Некои, за жал, многу побрза со стартот на стално место на одредени рано градинарски култури. Тука пред се мислам на зелката, кој што е садена во фолиите на стално место. За среќа не сите, но добар дел од нив веќе ги имат садено на стално место. И тука снегот врши отежнување, затоа што мора да се чистат фолиите, односно оранжериите, со цел да не дојде до поголема тежина и паѓање и уништување на самите фолии, односно оранжери. А се вкупно во земјоделието снегов е доста благопријатен и за подобрување на влажноста, односно влагата во самата почва, што пак од своја страна ќе условува покасно во текот на вегетација да даде и подобри услови. Утринава најниската температура од минус 15 степени беше измерена во Битола, минус 12 во Берово и Прилеп, а минус 11 во Струмица. Врнежите од снег ќе продолжат и утре.